впечатливо беше дека мнозинството беа дојдени со една цел – да порачаат дека не треба да се менува името на државава. Новото раководство е многу младо, никој не знае што ќе се случи. Сега не ми е ни гајле за тоа. Ми е гајле да не се мени името. Можеа да се забележат и неколку руски знамиња. Позади Заев стои една многу јака сила која што го поддржува сето ова. И ти носиш знаме од една јака сила. Зошто? Нека проценат сите, мислам дека одговорите во знамето. Тоа ни е едини спас. Адвокатот на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и пратеникот Илија Димовски посочи дека помилувањето на шефот на државата не може да биде повлечено и се уште има правна сила. За тоа дали постапката треба да продолжи или не, апсолутно право да одлучуваат имаат судечките совети. Судиите треба во овие постапки директно да се повикаат на член 84 од Уставот и да кажат дека овие одлуки всушност се во спротивност и со Уставот и со законот, бидејќи се базираат на непостоечка законска основа. Со Андреја го поминавме делот од трасата за магистралниот гасовод, за кој невладините велат дека е најпогубен за густата и живописна шума. Зад нас се наоѓаат дрвореди од планско всадена шума, кои што фактички ќе бидат целосно уништени при изградбата на гасоводот. На градскиот прстен интензивно се работи долж булеварот Илинден. Се плашиме заради можни експлозии. Како би било да живеете на само неколку метри од високо компримирана, високо запалива и експлозивна смеша? Има ли алтернатива?